Постарите битолчани го паметат времето кога многу од битолските бербери биле и добри музичари, свирејќи најчесто тамбура, кавал или прим. Оваа чаршиска традиција се уште ја негува битолскиот бербер Илче Трајковски, мајстор на својот занает, но и мајстор на гајдата. Повеќе од 100 години традиција има неговиот берберски дуќан во кој во минатото работел и Ајри Демировски. Уште од тогаш како да сакале овие 4 ѕида од битолската чаршија да викнат песна. Денес, од овој берберски дуќан често може да се слушне звукот на гајдата. Љубовта кон музиката се родила сосема случајно, кога како дете првпат видел гајда, која неговите требало да ја испратат на роднина во Австралија. Самоук, тој е неразделен од гајдата до ден денес. Со неа го прошетал светот, стекнувал пријатели, освојувал награди. Во 2004 година тој победил и на фестивалот во Долнени. Денес, поради обврските, има помалку време да и се посвети на гајдата. Тоа најчесто го прави со својот оркестар Рудина, но понекогаш гајдата знае да писне и од неговиот берберски дуќан. Имам стрик кој што е во Австралија, така да кога заминуваше дедо ми за Австралија, тој порача гајда. Кога ја дојден со гајдата кај мене дома, дај да прво ми беше како играчка, дај да видам нешто пишти, вишти, дај да пробам, така ми дојде интересно. Набавив некои материјали, касети, аудиокасети и побарав гајда. Маце со резерва, татко ми, мајка ми, со резерва гајдат ке ти текна сега, тогаш така периода беше на кларинети, хармоники, тие работи. Зеда еден дел клепар, овој дел позајмија од еден пријател, така да видат дали ќе почнам да свирам. Кога почнам да свирам, автоматски ми купија одма гајда една, после тоа по потребите ова треба, она треба, се да дополнува. Берберската традиција ја наследил од неговиот татко. Идентично го започнале овој занает и двајцата, после одслужувањето на војниот рок. Во овој дуќан тој 50 години прво беше како кераче, па после го купи. Така да јас после тоа наследив, после враќањето од војска, продолжив со работа и јас. 50 години татко ми, пред тоа уште 20 или 30 бербер, околу 100 години како берберница се рачуна дека е спрема стари кажување, а пред тоа наводно тука се печело кафе во овој дуќан. Инаку во овој дуќан, како што разбрав јас, дека и на ова место тука каде што седам работел Ајри Демировски како калфа. Таа приказна ми ја кажуваше чирак, што тука учел, а Ајри веќе работел пред да замини во Турција. Музиката тука е едностоп. Има музика, на којаш и знаеме и тука да си направиме и музика со оркестарот, се случува тука да се собериме навечер после работно време. Така да весело е. Тој дефинитивно е најдобриот гајдаџија меѓу берберите, но и најдобар бербер меѓу гајдаџиите. Берберското секојдневие никогаш не е досадно. Секој ден си со луѓе, со различни луѓе, различни теми на разговор, различни озборувања има. Сепак, се што се случува, смешни ситуации, тажни ситуации, информиран. Брзо се информираш, така да само треба да имаш јаки уши и јака меморија се да памтиш. Зависи од ситуацијата, за оговарање не ме бива многу. Така да случки што се случили, ако се разбери што во градот нешто пренесам како што имам слушнато. Што не мора да значи дека точно ми пренеле, така да чаршија, сепак. Главното место на сите муабети, на сите информации, центарот, чаршијата е во секој град, не само во Битол.
Слухот бил пресуден во леснотијата на учењето на гајдата. И денес, после толку време, нотите не постојат во неговиот живот. Само точно, слушаш и пробаш, вежбаш. Сепак вежбањето е многу важно за се. И за спорт, и за музика. Ако немаш редовен тренинг, не можеш да држиш ни кондиција, ништо. Слушаш, бараш кој прст кај почнува, тоналитети, по слух, сето по слух, бидејќи немам музичко образование, освен на основното што беше во училиштето, никакво друго. И до ден денес работам по слух. Техниката може да се дува директно на неа, ама тоа е пократко време, бидејќи се заморуваат образите. А со кожата техниката е многу лесна. Потешко е да се навикнеш краток период, бидејќи константно треба да се одржува воздухот, притисокот на воздухот во гајдата на тој начин што кога дуваш, фактички со лактото постепено ја ослободуваш мешината, кожата, а кога престануваш да дуваш, вршиш притисок на кожата со лактото и на тој начин се одржува равномерноста на звукот. Низ неговите раце поминале многу гајди. Некои од нив се изработени специјално за него, но има и неколку кои што биле свирени од славни гајдаџи. Гајдата е деликатна. Имам доста гајди. Така, мислам, комплетни имам, има начин изработка на два вида. Имаш дрво, како што е ова овдека, а имам и од коска, тоа се коскени прстени, каде што се реди цела гајда, црно-бело коска имаш. Се реди исто како украсни, тоа е декорација. Звукот го дава дрвото, сепак. Оти тие се редат на дрво. Како гајда, најдолго ова е, стара гајда е, случајно дојде кај мене. Мене гајди ми работеше прво еден фоте, бегалец од Егејскиот дел на Македонија. Така имам од него добро изработени гајди и тие гајди си ги чувам за спомен. А ова гајда дојде кај него, случајно се продаваше, ова е преку 100 години стара гајда, комплетно со се мрчалото, значи. Сопственик бил многу познат мајстор, свирач на свадби, Гегата. Мариовец тој бил, сега не знам точно од кој село, ама бил најпознат во Пелагонија. Ете, се погоди случајно гајдата кај мајсторот и тој ми рече, јас правам гајди, ама ваква дали ќе направам? Да ја купиш, оти дали ќе погодиме гајда. Гајда како гајда, колку да преш прецизно, не мора да значи дека исто ќе свири. Две исти гајди скроз да ги обработува мајстор, нема да свират исто. Ова е, се рачуна кај нас како голем калап, по-старо кажам, голем калап. За машко пеење се користи најчесто. Имаме среден калап, што беше доста време се користеше, сега се враќаме веќе сепак на големиот, а доста време се користеше тој средниот калап од бешти. Ова е А. Сега има и помал калап, тој е Д, за женско пеење. Постојат мајстори, двајца, може би тројца се. Има Источна Македонија мајстори, ама Прилеп веќе стана центар за производство на гајди, сега поново кажано, и изработува доста добри гајди. Неговиот гајдаџиски пат е со многу турнеи, настапи, концерти, но и награди. Неговата гајда се слушнала низ цела Европа, а секоја година се слуша и во Долнени, каде што во 2004 година Илче е прогласен за најдобар гајдаџи. Кога почнав малце да се разбирам, да подсвирнувам на гајдата, ме се топкаме во Кут Илинден Битола. Имаше таму оркестар. И така да таму почнав. Имаше еден починат Јован гајдаџијат велеше: ова дете никогаш нема да научи на гајда кога нема овци. Гајда се учи со овци. И така на пауза ми ја даде гајдата после месец и пол-два. И нарече: дете, дувај ти да видиме што научиш тоа што слушаш. И јас веќе дома си вежбав цело време, така да
се изненади буквално и рече можно од тебе да биде нешто. И така тој период после оркестарот се растуре во Илинден, остана како гадаџи во другиот оркестар на друштвото. Години бев таму. Доста турнеи, доста награди, исто со Илинден, Ланголен оркестар зедовме второ место светско. После зедовме второ место со фолклор во Ланголен. Други награди многу има, така таа како позначајна е, бидејќи е фестивал што такви 4 се во светот за избор на музика. Долненскиот во Македонија, Ланголен, Англија, Стара Загора, Бугарија и Палермо, Италија, Сицилија. Убаво е чувството да се победи, да се добие гранд при на фестивалот Долненски, ретко тоа едно е. И до сега го немам добиено, ете имам шанса да го добием. Но не очекував. Имавме доста тогаш работа врски со музиката, така и се вежбаше доста. Си дојде самото по себе едноставно и јас изненаден бев, не очекував стварно. Денес тој ја свири гајдата во неговиот оркестар за изворна музика Рудина. Иако сите членови се со други работни обврски, а музиката им е хоби, сепак успеваат да најдат слободно време за песна. И тоа е изворна. Се формиравме многу одамна како оркестар Мариово. Бевме членови, доста имаше постари и така, различна генерација. Така да со тек на време дојде до мало растурење на оркестарот и повторно се собираме 2001, 2002 негде, 2001. Оркестарот под име Рудина, еве до ден денес функционираме како тој оркестар, со членови променливо е, имаме 8-7, зависи од можностите на луѓето. Оркестарот има учествувано на фестивалите Илинденски денови, Долненски фестивал, каде што ретко без награда се враќа. Има прв оркестар во Македонија што има исто така добина на Долненскиот фестивал Гран При, што е реткост за фестивалот, бидејќи Гран При се дава за солисти на Долненскиот фестивал, ама ете падна одлуката на жирито за оркестарот да добие Гран При. Сите сме аматери, ама сме уиграни, буквално кажано, како една фудбалска екипа и знаеме кој што можеме и како што можеме да направиме, така да покрај музиката си ги научивме и табиетите. Писна гајдата уште еднаш во Битолската чаршија. Одовде се поздравуваме и ви закажуваме нова средба за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.